Добро, еве, видовме дека со оваа нова партиска структура Европскиот пат запре. Со лажна кампања презентираа на граѓаните дека се што е на маса ставено како договор со Европа е национално предавство. А тоа не е вистина. Зошто се граѓаните на анкетите, и точно е тоа, против уставните измени? Затоа што стравуваат дека тоа е нешто лошо. Еве, вас ви го поставам прашањето, од што стравуваат? Каков е тој ризик? По јазикот, по идентитетот, по културата, по фолклорот, бугарското и хрватското малцинство да бидат ставени во уставот? Никако. Ама успеа во 24-та година со силна пропаганда, со партиски контролирани медиуми, под контрола на Оската, меѓу Будимпешта, Белград и Скопје, да го продадат Европскиот пат како национално предавство. Ништо од тоа не е вистина. Ние имаме подпишано договор на македонски јазик со Европска унија, со сите земји членки. Чист македонски јазик. Нема фузнота, нема звездички, нема објаснување, ништо. Како е загрозен јазикот. Луѓето мора да знаат дека во позадина на блокирањето на овој европски пат се само интересите на оваа власт да нема никаков прогрес, за да може да владее без контрола, да прави притисок врз правосудството. Кој премиер кажува и управува со обвинители, суди, дискредитира од јавна говорница и кажува какви чувства има во Европа? Кој премиер го прави тоа? Каде има јавен сервис под контрола на партиски човек, на МТВ? Каде има ваков систем на партизација на институции? Не го сакаат тоа луѓето? Не го сакаат. Младите се спрема да заминат. Младите се спрема да се иселат. Се повеќе. Секој ден имам контакт со млади луѓе. Студенти, специализанти на факултет. 90% се спрема да идат у Германија. И да вадат бугарски пасоши. Тоа е националната политика на ВМРО ДПМН. Така ги остваруваат тие националните интереси. Треба да се направи чекорот, што е наш договор со Европа. Да се направат уставните измени. И после тоа да се почнат преговорите по поглавијата. Тогаш да се стави фокус на работата во собранието. Еве, сите кажуваат, имаме инфраструктура, тела, спремни и така натаму, ама џаве е формата ако немате суштина? Џаве е формата ако нема политичка волја за тоа? После промената на уставот, по кој што, еве, вие кажете, што загрозува? Што загрозува таа промена на устав? Ништо, буквално ништо. Ниту една идентитетска одредница. Така да, факт е дека оваа власт не сака напред кон Европа, затоа што не сака контрола од европските институции. Кога ќе почне патот, се знае кој е. Имаме примери од Бугарија, од Хрватска, од другите земји. Гледаме како тие земји се трансформираа благодарение на Европа. Се отворија после отворањето на поглавијата европските фондови. Меѓу 50 и 80% се парите кои што доаѓаат од Европа, од структурните фондови за подобрување на инфраструктура, градинки, училишта, болници и така натаму. Така повеќе остануваат пари во нашиот буџет за социјалата, за платите, за пензиите. Тоа е механизмот. Инаку како ќе најдете други средства? Не постои друг извор на средства. На крајот на криштата испративме ние предлог декларација, кој што јасно пишува дека за јазик, идентитет, култура не се разговара, ама уставните измени, кои што ништо не загрозуваат, ама буквално ништо, а не држат тука уместо. Мора да се направи. Благодарам.